بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. ثم أما بعد. Zahvalnost mu pripada samo na Allah dželle šanu, zato što samo Allah dželle šanu je dostojan da mu se pravi hvala. Salavatu selam od mirot i spason neka bida na našoj pejgamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, njegova familija, njegovi sahabi i sledbenici na sunnetu do sunnjeta. Deneska će zboruvаме za jedan od pejgamberite Ulul Azm. Će zboruvаме za sira na jedan od tije izbrani pejgamberi od strana Allah dželle šanu, koji v Kur'anu je spomnat nad 130 i nekoliko pati. Za njegova sira, za njegova biografija se zborува nad 30 sura v Kur'anu. Deneska će zborуваме za Musa alejhi salam. Će kažeme njegov život, njegova biografija. Ne tuku така Allah dželle šanu ги споменува тоеве нешта. Споменува живот на овие пегамбери во Куран. Ова е за да земаме ибрет, поука ние. Да видиме како бил нивни живот. Како кажавме, хасатен специјално овој пегамбер во Куран е спомнат многу пати. Многу детали од неговов живот се спомнати во Куран. Зошто има специјално нешто во тие киси, во тие случаи што му се случувале. Како кажавме, ова е предавање за Муса алейхи селам, негова биографија, негова сира ќе види кратко. Зошто да се зборуваат за цела негова сира треба многу. Че се потрудив да бидат сите, голем дел да бидат веродостојни преданија, да не бидат исраиляти. И иншалла ќе имат фајде за сите нас овај живот на овај пегамбер, ова биографија на овај Улул Азм. Ова е избран пегамбер кај Allah dželle šanu. За да почнеме негов живот, мора да се вратиме време на Ибрахим алейхи селам. Во време на Ибрахим алейхи селам, кога поминуваше покрај Мисар, покрај Египет. Ибрахим алейхи селам со негова жена Сара во ова време. Имаше еден фараон во ова време, еден крал, што ги земаше сите убави жени кои му се бендисаа, кога беше мажена, ги земаше за него. Ова е случка голема, сакаше да ја земати на Сара. Allah dželle šanu го спречи тоа нешто, Ибрахим алейхи селам направи дуа. Allah dželle šanu му даде вах на Ибрахим алейхи селам, му рече: ние ќе дадеме од твое поколение да ги уништат на овие фараони. Ќе дадеме некој што ќе ги уништи овие фараони. Се сметаше, некој смета дека Јусуф алейхи селам е еден од тие, али не. Зашто? Ибрахим алейхи селам, Исхак, негов син, Јакуб, син од Исхак, син Јусуф од Јакуб алейхи селам, од лоза на пегамбера, од лоза на Ибрахим алейхи селам. Кога дојде во Мисар, во негово време владееше еден фараон. Тој фараон прима ислам. Не го уништи, прима ислам. Јакуб алейхи селам со негови 12 синови со Јусуф алейхи селам. 11 Јусуф, 12 синови. 12 кабилиња стана. Живеја во Мисар, во Египет. Додека беше жив Јусуф алейхи селам, не владееше правда, владееше ислам. Тие фараони во тоа време, големци, секој еден што беше големец и беше како крал во некои други места во Египет се вика фараони. После смрт на Јусуф алейхи селам, се вели во некои ривајати, после 400 години некаде, дојде еден фараон што беше голем зулумчар. Што направи најголем зулум во дуња, едини што се направи дека тој е Господ. Рече: ана раббукумул а'ла. Јас сум вашиот возвишен господар.
za него рече рубубија, дека тој господар. Али ова ветување од Аллах Желешану на Ибрахим алейхиссалам се пренесеше од генерација на генерација. Дека ќе дојде од лоза на Ибрахим алейхиссалам некој што ќе го уништи на Фираон, но еве владетели лошија. Се до ова време, додека дојде овај Фираон, кој што е споменат во Куран, кој што секогаш кога се спомни со Муса алейхиссалам, киса Фираон и Муса е овај тој Фираон. Тој направи овој Бено Израил, Јехуд денешниот. И да знаеме сега ни Бене Израил ќе ги спомниме, ни синовите Израилови така се наречени. Бено Израил е потекнат од Јакуб алейхиссалам лоза. Овој ги направи овој да видат робови овој Фираон. Тие живее ни со копти, со тие фамилии од тие кралови заедно. Али кога дојде овој во власт ги направи да видат робови за него. Да бидат негови поданици, да работаат за него. Нивната работа беше бесплатно, без ништо, само што ги оставаше во живот и работаа за него. Се наближа момент да се роди Муса алейхиссалам. Аллах Желешану во некои ривајати, два ривајати. Еден ривајат дека еден од негови везири сонва сон, негови министри. Во други ривајат дека тој персонално Фираон сонва сон. Како доаѓаат еден оган од Бейтул Мақдис, од Месџид Ал-Акса. Идет во Мисар и ги унешти сите овие фараони и нивни фамилии. Останат во живот само Бено Израил. Викна негови големци, негови министри да му го претолкуват сонот, сонот му го претолкува и ќе се роди некој од Бено Израил што ќе те уништи тебе и твое кралство, и ова се согласи со тоа што му го ветил Аллах Желешану на Ибрахим алейхиссалам дека од негова лоза од Бено Израил ќе се роди некој ќе го уништи. Прво нешто што направи овај фараон, ги викна негови големци и ги викна старешини на племиња од Бено Израил. 17. Побара од ними секој едно машко дете што ќе се роди од таа година, од тоа време, од тој момент натака да се убиват. Затоа тој ќе надохнат со големи пари. Го прифатија теа, морале или не морале, али сакале или не сакале, го прифатија. Почна да убива секој едно машко дете што ќе се родеше. Се вели, ова Муса алейхиссалам пред да се роди му е судено да бит убиен од страна на фараон. Пред да се роди, осуден да се убие. 100.000 мали деца ги убија. 100.000 мали деца. Тога родени. Најголемиот зулумчар кој дошол во дуња. Фараон. Се вели после еден одреден период, после неколку години, дојде големците од негов народ, од Фараон и му рекли: Фараон, сега имаме проблем. Врви време, ние ги убиваме сите машки деца, од Бено Израил немаат кој да ни служи на нас повеќе. Оставаме само во живот женски деца. Ој во старе и немаат кој да ни прави хизмет на нас. Што да правиме? Друга финта. Друга одредба, друга наредба. Да ги оставаме една година да ги убиваме, една година да не ги убиваме, една да ги убиваме, една да не ги убиваме. Се реши вака. Во првата година во која не се убивае, се роди Харун алейхиссалам, брат од Муса алейхиссалам. Негова мајка остана бремена и се роди Харун во година што не се убивае машките деца и остана. Одма следнава година таа Аллах Желешану даде да се зачни друго дете во незина утроба. Не знаеа што е, машко или женско. Кога наближа момент да се родит, требаше да се роди во година во која се убиве машките. Се роди машко дете. Договор дадве старешиње од кабиле на Муса алейхиссалам дека ќе ги убиве. Кога се роди, кога го виде негова мајка, Аллах Желешану имате еден курански ајет за ова, и кога се роди ти во почеток, ние направивме сите да те сакат. Кој да те види да те сакат тебе? Така Аллах Желешану му даде на Муса алейхиссалам. Кој да го види, одма да го сака. Кога види негова мајка, не можеше да го пушти од нејзини раце. Исто и негово кабиле. И решија да не го дадат да го убијат на Муса алейхиссалам. До еден период, до еден момент, Аллах Желешану зборува за таа случка, Аллах Желешану и вдахна вахи, ја даде на мајка на Муса алейхиссалам. Во овој курански ајет, Аллах Желешану две наредби ја даде. Две забрани
и две радосни вести на мајка на Муса алейхи селам. Само како возвишен келам, како возвишен говор. Две наредби, две забрани и две радосни вести на мајка на Муса алейхи селам, даде Аллах џеле шану. И веќе Аллах џеле шану го опишува тоа: "Ва ухайна ила умми Муса". И ние вдахнавме на мајката на Муса алейхи селам. Ан ардихи, и ти дој го на него. Дој го, наредба, дој го на него. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ, и ако ти се уплашиш за него, а не осетиш страв, дека му се ближи некој страв, втора наредба е. فَأَلْكِيهِ فِي الْيَمِّ, и ти фрли го на него во вода. Втора наредба е. Втора наредба. Фрли го во вода. Ако ќе осетиш страв, за него фрли го во вода. وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِ, и не се плаши, и не се ожалостви. Две забрани. Никако да не се плашиш и никако да не ожалоствиш. За што ќе направиш. Одредба од Аллах џеле шану. Инна раддуху илейки. И ние ќе ти го вратиме на тебе, на Муса алейхи селам. Нема да се секираш. Ќе ти биде вратен тој. Ваджаилуху минал мурсалин. И ќе го направиме да биде тој од анбија, од пегамбери, од мурсалин. Ќе го направиме пегамбер. Втора радосна вест. Парва ќе ти го вратиме, втора ќе го направиме да биде пегамбер тој. Имат, како кажавме, многу ривајата се зборува, дали ќе скратиме многу, за да дојде слика. Се вели таа одма после ова, вахи што дојде Аллах џеле шану побара од еден тамо столар да ја направи еден сундук. Аллах џеле шану ја нареди изова да направи сундук, да го кладе во еден сандак, во една кошница. И побара направи. Се вели во некои ривајати дека овој што го направи овај сундук се сомневаше зошто е ова. Отиде и види дека таа го спремни дека има машко дете. Отиде ке Фираун да му каже. Кога дојде ке него, Аллах џеле шану го зеде говор на него, не можеше да зборува. Фираун мислеше се игра со него. 2 или 3 пати направи вака и Фираун нареди да му е прече негова глава. Дојде тој момент кога негова мајка се уплаши многу за Муса алейхи селам. Го стави во оваа кошница, во овај сандак и го пушти во Нил. Се вели во Нил. Река Нил во Египет. Го фарли. Во Нил. Асло дека ќе се удај тама, неке Аллах џеле шану. Кошница. Ќе тече вода. Али Аллах џеле шану е оној кој вдахна. Оној кој даде ветување дека ќе го врати на Муса алейхи селам, дека ништо нема да биде на Муса алейхи селам. Оној кој го заштити на Јунус алейхи селам во вода, во кит, во утрова на кит. Аллах џеле шану е тој. Ова кошница потоа, мајка на Муса алейхи селам прати негова сестра Муса алейхи селам. Се вели беше 15-16 години во возраст, ова сестра на Муса алейхи селам. Да ја прати ова кошница каде ќе оди? Ова кошница Аллах џеле шану ја однеса до палата на Фираун. Така беше палатата направена во брегот на Нил. Дојде до ова место. Кошницава застана до една гранка, до едно дрво и до вода. Кога видеа тие слугинки, прво е повикае на Асија, жена од Фираун. Види некој сундук застана. Слушна некој плаш однатре и знае дека имат бебе. Кога го виде таја, прво нешто што рече, Му-ша. Јани на хебрејски би значало вода, јани дете кое е заглавено помеѓу вода и дрво. И од овде се вели јани дека го добил после јани името Муса. Муса и така му било негово име Муса. Кога го видела Асија прв поглед го засакала, како кажав, Аллах џеле шану му дал таков својство на Муса алейхи селам. Го засакала многу. Кога научил Фираун за ова, одма наредил да се убие. Одма. Прва наредба да се убие. Ова е прва наредба да се убие директно. Го спречила негова жена Асија, која е спомната во Куран, спомнато е оваа цела случка, му рекла дека ова ќе биде можеби радост за нашите очи, можеби ќе ни користи на наш, а мојме и да го посиниме, а ни секако немаме син. Тој рекол, можеби за тебе, ама за мене не е. Не е радост ова во моји очи. Велите улема кога би рекол така, можеби Аллах џеле шану ќе го преше хидајат на Фираун. Себе пуште од овај почеток, не беше радост за негови очи. После ова го зедува во палата и дозволи Фираун на Асија да го чува тоа дете. Не може да најде жена што ќе го дојде на Муса алейхи селам. Проба е многу жени да го дојат, од ниедна жена не сакаше да пие млеко.
Како влегуваат тие сите жени да пробвет, влезе и негова сестра со ним, сестра од Муса алейхиселам. Беше млада, не може никој да се посомнува во неја дека е таа негова мајка. Му рече, аз знам една фамилија која ќе се грижи за него, која сигурно може да се грижи за него. Аз ја рече, откаде ти знаеш за тоа нешто? Рече, аз знам, тие се такви луѓе што сигурно ќе ги прифати тоа дете. Ја повика, мајка на Муса алейхиселам. Вели пегамбер алейхиселам во еден хадис други. Во Саба, вели то ден на града, мајка од Муса алейхиселам го доеше во Саба. А во Акшам, Аллах желешану и го врати Муса алейхиселам да го дојде од другата града. А ова се деси за околу кратко време. Зошто вели Аллах желешану, негова мајка се насекира толку од Муса алейхиселам, што за малку ќе откриеше што се случи. Многу се насекира за Муса алейхиселам. И кога го виде во палата за малку, ќе откриеше што е работата. Кога уиде нејзин син. А веќе Аллах желешану ние дадовме Теба, ние зацврстивме на неја. Два ривајати сега. Побара од неја да го дојде на Муса алейхиселам, пошто е прифати одма и рекоа дека ќе дајме нахнада за ова. И се вели во еден ривајат дека таа одеше во палата и го дојдеше, во други ривајат рече не. Нема да доаѓам тука, него ако може да го земам со мене дома и да го дојам дома, зашто ја имам обврска. А вие доаѓајте и гледајте го. Поверодостојно дека го зела во негова куќа, во нејзина куќа, зашто Аллах желешану вели, и ќе ти го вратиме на тебе ние, дома. И го зеде и го дојаше и дава голема нахнада и од сиромашко семејство стана најбогато семејство и најпочитувано семејство. Мајка на Муса алейхиселам. Тој уште од мал се запозна со негов брат Харун. Негова мајка му објасна по известен период кој е што е све, знаеше цела историја Муса алейхиселам. Али живееше ани после ова дојне во палата на Фираун. Живееше во палата на Фираун, еден ден дури му се замили на Фираун, Муса алейхиселам. Велит го зеде и почне да игра со Муса алейхиселам. Беше мало дете, Го зеде и го крена и го фати Муса алейхиселам за негова брада и се вели му скина неколку влакна од негова брада со сила, Го искуба, Фираун се налути. Се налути многу и рече, овај сигурно е тој што треба да ме уништи, види како се понашам. Дојде Асија, втор пат кога нареди да се убијат. Рече Асија, тој нема разум, тој е мало дете уште, тој немој да расудви. Ево рече, пробај, види. Два ривајати пак. Донеси му рече жар, еден ривајат и злато, жар и злато, и жар и темар, урма. Види што ќе земат, зашто немој да расудви тоа. И вели му донеса жар и урма, или злато. Дека тој мисли дека ќе му земат кралството, злато. Аллах желешану направи Муса алейхиселам да зема тој жарот и стави во уста жарот, зашто беше многу мал. И се вели, од одека Муса алейхиселам го изгоре негов јазик, имаше мана во говори. Не можеше добро да зборуват поради ова изгореност на негов јазик. Од ова се спаси. Рече овој не е уште тој. По известен период Муса алейхиселам, Аллах желешану каже, му дадовме мудрост, му дадовме знаење и сила на Муса алейхиселам. Муса алейхиселам беше атлет. Многу се занимаваше со спорт во тоа време. Беше добро граден, Аллах желешану му даде сила голема. Уште не беше NBA, не беше пекамбер, али голема сила му даде Аллах желешану. Се вели еден ден Муса алейхиселам излезе во град. Виде како еден од овие од фамилија од Фираун, од големците, го тепан на еден од Бену Израил, од негова кабиле. Отиде Муса алейхиселам да ги дели на него, го удри на овој од Фираун со еден удар и го уби во место. Еден бокс и го уби. Падна и умра. Аллах желешану го кажува во Куран. Курански ајат. Умра. Ова избега од Бену Израил и Муса алейхиселам се тарна настана. Побара опрос од Аллах желешану за ова. Не сакајше, немаше намера да го убијат Муса алейхиселам. Сакаше да ги одери, го удри мало и го умре. Следно, никој не знаеше, се собрае луѓе, убие некој од кралевската фамилија, од фамилија на Фираун. Узбуна, тревога. Не знае кој го уби. Следниот ден, Аллах желешану кажа, следниот ден, Бену Израил, следниот ден, ој по улица го гледат истиот човек што вчера го спаси, повторно се тепат со некој од кралскава фамилија, фамилија на Фираун. Исто следниот ден. Кога го виде од далеко, го повика на Муса, ја Муса спаси ме.
Вчера ме спаси, али? Спаси ме денес, Аллах Джелешану го опишви това. Евреи. Муса алейхиссалам имаше пакти и отиде вели Муса алейхиссалам пак за да го одели. Пак за да го одели. Али кога го виде ово Бену Израил како ој мислеше дека ој сега него да го убие Муса алейхиссалам. И кога се доближа Муса алейхиссалам до него, овој повика Муса, ќе ме убиеш мене како што го уби вчера на тој од кралската фамилија, али? И го обелоде на пресите дека Муса алейхиссалам го уби тој вчера. Бену Израил се определе. Се расшири ова вест, отиде до Фираун. Тој што беше од коптите, од фамилија на Фираун, од блиските големците, отиде ке Фираун кажа, Муса го уби тој на вчера од наша фамилија. Ова киса во Куран. Вели, по известен период, وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُونَكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ. Дојде, вели, Аллах Джелешану опишува. Дојде еден човек од крајот на градот со трчање, со брзање, кој беше присутен ке Фираун и големците и му рече, Муса, Фираун и негови соработници направи договор, шура да те убијат на тебе зашто што го уби на него, бегај од овде. Ја ти сум твој советувач, бегај од овде, зашто те убијат на тебе. Реши да те убијат. Потоа Муса алейхиссалам, веќе Аллах Джелешану го опишви, излезе од градот, нигде не оти ни дома, нигде, излезе уплашен. Уплашен и гледаше лево и десно, пратеше и рече: Рабби неджини минал кауми залимин. Господару, спаси ме од народот зулумчарски. Спаси ме од овие зулумчари. Муса алейхиссалам избега од Мисар. Од патова кон Медиен, град Медиен. Се вели дека ова е близу до Тебук, Саудиска Арабија, близу до Тебук, град Медиен. Во овој град беше Шуајб алейхиссалам пегамбар. Се вели дека и тој човек што ќе го сретне, ќе зборуваме сега за тоа, тој човек што ќе го сретне таму, каде што ќе биде тој овчар, бил Шуајб алейхиссалам, али имат хилаф. Еден ривајат дека бил Шуајб алейхиссалам, други ривајат дека бил внук од брат од Шуајб алейхиссалам и трет ривајат дека бил еден од салихин, добри верници, што живеел во овој град во кој живеел Шуајб алейхиссалам, али не е битно теа, и теа друга полемика. Али многу од улема веле дека бил Шуајб алейхиссалам, али има хилаф. Излезе од градот, без ништо со него. Од Мисар, од Египет, до Тебук, до Саудиска Арабија, ова место, Медиен, до овој град, близу до Тебук се вели дека е. Кога стигна до ова место, дојде до еден бунар, седна да одморит под едно дрво. Виде ке овој бунар како имат некои овчари со камили, со овци, со кози, како ги поет нивни добиток. А на страна подалеку виде две девојки со нивна стока како седат настрана. И примети одма Муса алейхиссалам дека нешто не е во ред. Дојде ке овие девојки од далеку. Му рече: махат букума. Што е проблемов со вас? Зошто сте вие ваму, чекате, што е работава? Вели овие две девојки му кажа: ние дојдени сме да го напоиме наш добиток. Али нема да го напоиме наш добиток, наша стока, додека не се тргнат овие мажи од овде. Видиш, салихат, мукминки, вернички, не сакаат да се мешат. И види, во ајатов тие му веле: Wa abuna sheikhun kabir. А нашиот татко е старец, многу остарен човек. Да не ги прашуват Муса алейхиссалам, ке ви се браќа, немате браќа да со вас. Не знаше. Татко немате, шейхун кебир, многу стар човек, немој да се движи, немој да се грижи за ова, ние се грижиме за ова. Без многу келамјани, без многу ситнење во мојапет, зашто ве жени. Се вели Муса алейхиссалам рече: јас ќе ви ги напам ваш добиток. Отиде таму, тие што беа со камилите завршија. Дојде Муса алейхиссалам наред, тие вадеа вода од бунар со камиле. Во некој ривајат две камили. Врзано јаже, ги тргаа камилите, голема кофа со вода излегуваше од овој бунар. Не може една или две камили да го крене. За мине овие со камили немаше стока. Вели Муса алейхиссалам,
тој директно вели го вадеше ова кофа од овој бунар со негови раце. Така една черкиве видве дека овој е многу силен. И сите што беа туа дека овој многу голема сила има. Ги напои нивни добиток и се тргна настарна по трно и седна. И направи дуа ка Аллах Џелешану. Овие беа Бено Исраил, Муса алейхиссалам, овој не беше пегамбер во ова време. Али овие како верници беа на вера на Ибрахим алейхиссалам. Кој веруваше имаше вера од Ибрахим алейхиссалам. Направи дуа, рече: Рабби инни лима анзалте илеје мин хајрин факирун. Ја Аллах, ти мене дај ми кое е било добро, имам потреба за кое е било добро твое. Беше многу гладен, во тешка ситуација, толков пат пешки. Аллах Џелешану во истиот момент му даде излез од оваа ситуација. Овие две девојки се вратија дома, ке нивни татко. Како кажавме, било да е Шуајб, било да е некој други од Салихин, му кажае што се деси. Прати една од негови черки да го викне на Муса алейхиссалам. Дојде една од тие, вели Аллах Џелешану ја опишви. После ова дуа кога ја направи Муса алейхиссалам, Аллах Џелешану ја опишви. И дојде една од ними, вели Аллах Џелешану, во тефсир дошла помладата од тие две. Одеше со срам, вели во тефсир ги виткаше од срам нозите додека дојде ке Муса алейхиссалам. Толку се срамеше, ги виткаше нозите од срам. И му рече на Муса алейхиссалам: те барам нашиот татко да те награди за тоа што ги ти напи нашата стока. И толку. Муса алейхиссалам, види, во тефсир дошла. Муса алейхиссалам рече: ја ќе одам напред. Ти ќе идеш позади мене и ќе ми го покажеш патот со фрлање на камења. Ќе земаш мали камчина во раце и ако треба да свртам лево, ќе фрлиш лево. Ако треба да свртам десно, десно. Додека дојде до врата и мамна на врата негова, неизина, од негов татко, неизин татко. Значи, има многу фаваид, многу вредности да се истето од овие зборови, од ова слушка на Муса алейхиссалам. Иншаллах во некоја наредна прилика, пошто има доста тема за зборување. А не има големи вредности да се истето од ова киса. Кога дојде таму, прво нешто што направи Шуајб алейхиссалам, го праша кој си, што си, од каде си. Му кажа дека филан и филан од филан, му реше: немој да се секираш, си се спасил од народот зулумчарски. Немој да се секираш. Една од овие черки му реше на негов на нејзин татко: од татко, вработај го ке нас. Ова е еминул кауи. Поверлив, доверлив и јак. Поверлив, како биде поверлив, видве во односот спрема ними. Отиде напред, таа позади него, не зборуваше со ними, ги спаси од тоа мешање мажи и жени. Силен, како од каде силен, кога таа кофа иставаше што две камери не може. Рече од татко: немој да, не само награди го, награди го, најмо да се, не, рече: остај го, вработај го ке нас овај. Ова е доверлив и силен. Шуајб алейхиссалам, ќе земаме дека бил Шуајб алейхиссалам. И овај салих човек. Му рече на Муса алейхиссалам: овие се две мои черки, зема бира од една од ними која сакаш да ти биде твоја жена. Не сакаш да го испушти ваков човек. Не се испушти ваков човек. Се вели, ама еден шарт, мехар за ова, 8 години да видиш овчар ке мене. А ако сакаш да зголемиш двете од тебе, ама ако сакаш, ако не 8 години мехар, да биш овчар, ако зголемиш двете од тебе, прифати Муса алейхиссалам. 8 години беше овчар. На 8-та година се жени со една од тие неговите черки. Остана Муса алейхиссалам, му рече: сега ќе ти дам уште две од мене. Зашто така се договоривме. Рече: ако даеш две од тебе, рече, од сиве овие овци, секоја едно што ќе се роди до денеска, што ќе има две бои на него, бела и црна или некоја друга, ќе биде твое. Ако се роди двојна боја, ќе биде моја. 2 години дека седеше Муса алейхиссалам како овчар, све се рождае по 2 бои. Цел добиток стана од Муса алейхиссалам голем. Во 2 години му се роди 2 машки деца на Муса алейхиссалам. Прва година машко, втора машко. После 10 години Муса алейхиссалам реши да се врати назад.
u Egipat. Njegovo mjesto. Zede njegova žena, njegovi 2 sina, njegovi ovci i trnavo pad. Dodeka dojde ovo mjesto, turi sina. Noć temna, ne se gledaše ništa je golem došt. Veli, Allah Želešanu go opišvi това za Musa a.s. I vide ogan od daleko, vide nar, vide ogan. I mu reče na njegova porodica, amkus, sajte vi ovdje, kaže. Ja će vi dojda, može vi su neko abar, su neko vest, ili će vi donesam žar ogan od tamo da se stoplite. Otide Musa a.s. ke ogan. Dojde do toga mjesto, turi sina, sveta dolina. Vide kako na jedno drvo od maslinka ima ogan, ali ne gore. No, se dobliže do ova i Allah Želešanu mu progovori za prv put na Musa. Ja, Musa, ja sam tvoj gospodar. Gospodar na site svetovi. Sljedeći tvojite nali, tvojite kondurjani, tvojite papučijani, što imaš? Izvade Jezus što ti si vo sveta doline, vo sveto mjesto i gi izvade. Yani hivar, yani razgovor nastane pomeđu Allah Želešanu i Musa a.s. direktno. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. I Allah Želešanu zboruvaše sa Musa a.s. direktno. Što je to avoraka? Asa. Za Allah Želešanu da mu daje da nemu yani kuba, da mu daje sila yani. Za da ne se uplaši, što ovo je strah yani. Ovo je vozbuda, da ti progovori Rabbul Alemin. Što je to ovo 2 raka Musa? Za asa, za stav. Znači Allah ovo je stav, yani asa, se potpiram na nebo, giteram ovci, mu čukam yani listovi na ovci, farli go farli, se pretvori vo zmije yani. Ovo vide Musa i sam se uplaši. I se vrati nazad, Allah Želešanu reče, navedni se iz zemlje, ja Musa. Se uplaši i se vrati. Allah Želešanu reče, ne se plašat Murselin, mojte pegambere, navedni se iz zemlje, i go zemlja. Zmijata se pretvori vo stav. Reče, stavija tvoja raka vo džep druga. Je stavio u džep i je izvadi nuru, njegova raka. Drugo znamenje, druga muđiza. Njegova raka kako je nur, sveta. Reče, ti si moj pegambar. Do koga je Allah? Do Firauna. Reče, Allah, ja ubiv nivni čovjek. Kako dodam ke njim? Povara je Allah, mi se stekvet gradive ta doa. Rabbi žahli sadri, wasir li amri, wahlul umdata min lisani. Ja Allah, mi se stekvet gradive jazikov, mi se možda ne možem da zborvam. Vo isti od moment reče, ja Allah, daj mi go Harun za moj pomoćnik. Huwa afsahu minni kelamen, to je podobro zboruvat od mene, poće rečit. Reče, Allah, ti se dao, Harun, tvoj pomoćnik, ova risale, ova poslanstva. Vo isti od moment se veli, Džibril a.s. dojde ke Harun a.s. mu kaže deka to je enbija, deka to je pegambar. Deka Allah Želešanu mu go pušti kako pomoćnik na Musa a.s. Završi ova, Musa a.s. se upadi u Egipat. Prvo što dojde, to je neke njegova majka i njegov brat. Ja pregarna njegova majka mu reče, ja verujem da ti si pegambar. Reče, od kada znaš ja majko? Reče, ja go čekam ova nešto ovo vetuvanje od gospodara na svetovite. To mi reče da će te vrati tebe na mene i te vrati i reče da će više od Murselin, od pegambarja. Počne njegova misija. Harun i Musa alejhima selam otidve ke Firaun. Odmah, ne čekaš yani. Otide tropnavo palata, stražari koje kažu mu дека se dojdeni 20 pejgamberi od Rabbul Alemin, od gospodara na svetovite. Kога влезе Musa a.s. внатра, му рече, кој сте вие? Ние сме, рече, пегамбери од господарот на световите. Rabbul Alemin, тој што не створи на вас и на нас, му правеше дале. Кога виде, а Муса, ти си? Да. Не ли рече ти уби човек ке нас, јани? Управо пред ова, не ли ти беше мало дете, што те зедовме и се грижевме за тебе, и те воспитавме и те онаквивме и сега, и на крајот уби човек? Да, рече, го убив човекот, јани. И се правам пишман за тоа нешто што го убив, јани. Настана, јани, овој хиват меѓу Фираун и Муса а.с. Рече, че ве затворам во Сиџин, во затвор. Рече, иако ти дојдовме со знаменија, че не затвориш, имаше везири, министри. Рече, кој знаменија? Фарли стап Муса а.с. се претвори во змија. Почна да дојде кон Фираун. Фираун се уплаши многу, јани. Рече, со овај сихар сакаш ти на нас да
му рече на тие везирите, министрите, рече види со овај сихар сакат да ви замени ваша вера. Сакат да направи да каже дека не сум роб, господар. После ова му извади раката бела, нула. Големо знамение. 2 од 8 знаменија кои Аллах Джелешану му ги даде како помош на Муса алейхиссалам против Фираон. После ова Фираон и негови големци рекоа да се стретнат на двобој. Зашто му рекве ти си сахир, ти си мајџоничар. Да се стретни со наши мајџоничари да правите двобој. Муса алейхиссалам му рече кога сакаш. Муса алейхиссалам му рече во ден Јаумул Ид, кога е празник голем за Фираон, во појле на голема, таму рече. Фираон пушти хаширин, пушти луѓе во сите градови да ги собере сите мајџоничари. Ова спомнато во Куран. Сите мајџоничари. Една недела пред овај двобој се собрае сите мајџоничари од кралство. Се вели 1 милион мајџоничари. Во Тефсир дошло милиони, не 1, 2, 5 милион мајџоничари. Кога дојде овај ден, сите спремае по некоја финта, по некоја сихар. Кога дојде овај ден, Муса алейхиссалам застана пред нив 1 милион мајџоничари. Кога е хак, батил го нема. Не 1 милион, 2, 5, 10 да си. Муса алейхиссалам осети некој страф во град. Милион луѓе пред тебе, двобој. Аллах Джелешану нема да се плаши, че ние сме со тебе. Те слушаме, кога зборуваш, ние сме со тебе. Може фрлајте вие. Веќе Аллах Джелешану го опиши тоа, тие ги фрли нивни хабли, нивни јажини. Му се прикаже во очи на луѓе како змии. И направи Аллах Джелешану сихар голем. Азим, голем сихар направи. Веќе Аллах Джелешану му се фрли. Кога фрли Муса алейхиссалам став, се направи голема змија. Ги изеде сите овие јажиња, ги изеде сите овие сихро силе. И кога го видве ова сахир, милион сихирбази, кога го видве ова нешто, вели, падна е во сежде сите. Нахну аменна. Ние вервиме. Рабби Муса ва Харун, вервиме во господарот на Муса и на Харун. Зошто тие знае дека ова не сихар, како нивниот сихар. Знаете дека ова не е сихар. И поверуваје сите. Фираон му рече, пред да ви дозволеа на вас, вие ќе вервите? Пред да ви дам изин, ќе ве убијам, рече на сите, ќе ви исечам унакрсно и раси и ноци. Се вели сиве, овие милион ги уби Фираон. Вистина ги врза и ги исече во нози и во раси накрасно, милион. Ама тие рекве, не ни е гајле иш на нас. Кога сега вервите, кога го спознавме Хак. А не можеше да ништо да му направи на Муса алейхиссалам и на Харун. После ова Муса алейхиссалам му нареди на Бено Израил, тие што беа верници, да пред намаз и да не излегнат од нивни куќи без потреба. Почне да дојде други знаменија. Прво нешто што дојде суша. Во време од жетва, во време од посев, зашто овие бе главно нешто извор на храна, на нешто, беше земјоделие. Аллах Джелешану таа година суша невидена, немаше ништо за јадење. Пова дојде ке Муса алейхиссалам од Фираон луѓе. Ја Муса, бара твој господар да е тарни тоа суша, ние ќе вервиме и ќе ти го пуштиме Бено Израел, зашто не му го пушташе на народот Бено Израел со Муса алейхиссалам да излезе од Египет. Муса алейхиссалам праше тоа, се тргна ова, а не суша. Не верве и не го пушти на народот. Второ знамение, односно трето после првите две, ама прво суша. Втората година поплава, пепел, лом. Цело све што има е садено лом. Трета година скокалени дојдве милиарди уништие све посеб. Четврта година, од кога го собрае цело жито, све што има, Аллах Джелешану пушти мушички, мали, пушти некои царви и го уништи ова во нивни магазини, све пепел набраја. Пепел. Пето, пушти жаби. Аллах Джелешану. Толку жаби што имаше во секој едно место, во нивни кревети, во нивно јадење. Немаше место каде нема жаби. И шесто, односно осмо со првите две, направи цела вода да биде крв. За некој кога пиеше од Фираон,
Од овие големци водата се бреше крв. И цела вода беше со крв. После ова, Муса алейхиселам доби наредба од Аллах Желешану да излези со народ на Бену Израил, да излези до Фираун. Му нареди на Фираун во една вечер да излезе. Побара од Фираун, му рекве ми имаме празник Филан ден, сакаме дојме во едно место да го славиме овој празник. Излегме во ова место, дојдве до море. Муса алейхиселам дојде до Бахар, до море. Кога дојдве до море, Фираун научи што се деси, дојде со војска. Се вели во некој ривајати дека 1,5 милион војска А Бену Израил со Муса алейхиселам бе од 600 до 700 илјади луѓе 1,5 милион војска. Кога дојде до море, Бену Израил му рече: не стигна Фираун. Ја Муса што ни ветите? Види, Фираун не стигнаше, не уништи. Бену Израил не јахуди. Рече: келла, инне маја рабби сехдини. Никако рече. Аллах е со мене и ќе ме упати на мене. Аллах Желешану му нареди на Муса алейхиселам да удри со аса, со стап во море. Удри Муса алейхиселам во море, се отворија 12 патишта, 12 патишта за секој едно кабиле пат, посебно. Тоа тлото што беше тоа не е тина, прашина, да немат капка вода. Помина е, кога дојде во средина во Бахар, беше, еден ривајат, секоја една група велеше Муса не излажа, дојде во Бахар, гледат зиде од вода. Велет Муса не излажа, другиве сигурно не се спасија, зашто не се гледаја со другиве. Другиве не се спасени сигурно. Аллах Желешану отвори прозори во сиве овие прегради за да се гледаат едни со други, да се слушаат со други, да не ме шубе, дека другиве не се спасени. Кога излегне од друго место, Фираун дојде во средина со војска, Аллах Желешану го уништи. Види се, ви гледаја хујте Израел. Рекве Фираун сигурно спасени. Не верве ти што дека уништен. Рекве Фираун и уште е жив. Тој немој да умри, јај фун, јај храна од кралеви, тој е, ширкот во нив беше всаден. Муса алейхиселам направи тоа, и Аллах Желешану го извади тело од Фираун над вода за да го види дека е мртов. И кога го види дека е мртов, добро, мртов. Се увери. Фираун се вели дека пред да падне вода, рече: ја вервам во Богот во кој верви Бену Израил. Аллах Желешану му врати се касно. Ти направи голем зулум, касно. Во други ривајат, Џибрил алейхиселам му фрлаше вода, му фрлаше блато во негова уста да немој да изговори шехадете. Види се. Само што се спаси од ова, продолжи да оде, дојде народ што обожаваше кипови. И му рекла: Муса, направи на нас еден кип ваков. Види се, Аллах ги спаси од Фираун. Што видве, какви моџизи видве, какви нешта видве. Рекла: Муса, направи и нас да имаме еден ваков Господ. Како е што име, еден кип. Муса алейхиселам се налути многу, се насекира многу. После тоа што Аллах Желешану го спаси од Фираун, овој сакате повторно ширк да му правите на Аллах Желешану. Муса алейхиселам, Аллах Желешану му нареди на Муса алейхиселам да пости 30 дена и да се стретнат во едно бардо. Односно да ојде во едно бардо за Аллах Желешану да му дај вахи, да му дај објава, да му дај Теврат. Муса алейхиселам се вели во еден ривајат, ова беше Зулкадде месец, постеше цел месец 30 дена. Денот кога требаше да ојде, зеде некој, се вели во некој ривајати, како некој листови или ризливи ги стави во уста за да не му мирисат лошо уста кога се стретни со Господарот на сите светови. Кога дојде таму, Аллах Желешану го врати и го рече: Муса, уште 10 дена ќе постиш и повторно ќе дојдеш. Миризбата ке мене на постачот е помило од секоја една миризба. Поста уште 10 дена, или 10 ден од Зул Хиджа, Јаумул Адха, Курбан Бајрам, во исти ден, се упати во тоа место Тури Сина, во ова планина. И Аллах Желешану во овај стретба зборуваше повторно како што зборуваше првиот пат со Муса алейхиселам директно. Се вели дека му го даде това Теврат напишан на плочи, не на листој, на плочи. Се вели дека Аллах Желешану едно од нешто што го направи со негови раце, Теврат го напише со негови раце. Аллах Желешану и му даде на Муса алейхиселам, плоча.
по ова ни случа киса побара Муса алейхи салам да го види на Аллах Желешану. Побара да го види на Аллах Желешану му рече лен тарани, нема да ме видиш. Во дуња нема никој да ме види. Али ако го видиш ова бардо овде како се, ќе ме видиш. Кога се сврти Муса алейхи салам, таа бардо се здроби, партал се направи, падна во несвест Муса алейхи салам. Прво што се разбореше астагфируллах, барам опрос ке тебе. Се врати Муса алейхи салам. Односно пред да се врати Муса алейхи салам, Аллах Желешану му кажа твојот народ скршна во заблуда. Пред да дојде уште. Рече дојде Самири. Човек со испи Самири. Ој имат посебна киса. Ги натера да пре ширк на тој народ. Кога дојде Муса алейхи салам, кога виде негов народ како обожаваат теле направено од злато. Пред сеждевоне. Бено Израел, јахуди. Пред сеждевоне. Го остави телот. Го фати на Харун, алейхи селам, за коса и за брада. Му рече, о синко на моја мајка, што стори со мој народ? Рече, ја ги опоменував на ова, не му кажа цела киса и го остави на него. Каде е тој Самири? Тој го собра цело злато што има тие и му направи едно теле. Му направи теле. Имат киса, голема случка, али му направи теле и да го обожаваат на него те. Како дујаше ветер во него, издавуваше еден крик и тие го обожаваат како Господ. За овој Самири има киса голема, али Муса алейхи салам направи дуа, рече Аллах, овој да не чепни ништо, ни ветер, ништо да не чепни, да немат голема болка. Што и да чепни да имат голема болка пред да умре. Ова заврши, теобе за ова нешто. Теобе, опрос за ова нешто, вели Аллах Желешану кажува во Куран, за ова нешто, вели Муса алейхи салам му рече на ними, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Вели Муса алейхи салам му рече на негов народ. Вие направихте голем злум на себе си. Го зедовте ова теле за да го обожавате. Правите опрос ке Аллах Желешану и убивајте се едни со други, ани сега. Наредба од Аллах Желешану да се убивате едни со други, ани. Еден ривајат, ова е веродостојен. Еден ривајат од курански ајат. Еден ривајат вели тие имаше луѓе што не направи ширк, што се оддалече, ама не ги спречи на овој, ани. Тие направи сежде, направи куфар, све, али не ги спречи, ани. Вели сега убивајте се едни со други. Земајте мачо и убивајте се едни со други и Аллах Желешану ќе му опрости и на убиените и на тие што ќе убиете. Кој ќе биде убиен и тој што ќе остане жив, Аллах Желешану ќе му опрости. Аллах Желешану се убие многу. Во еден ден од сабав до одредено време требаше да се одвие те и се убивале. И Аллах Желешану му опрости на тие што се убие и на тие што останаа живи. После ова време ова се случи. По исто време Муса алейхи салам зеде 70 од Бено Израел, од добри верници и отидве во едно место да барат опрост од Аллах Желешану за ова. Аллах Желешану ни побара од ними преку Муса алейхи салам да му даде збор на Аллах дека повеќе нема да греше, дека повеќе нема да му пред ширк на Аллах, дека Теврат ќе го земе со сила, бил кува, дека ќе се врзе за него, ќе го следе тамам. Само пред да се вратат до дојдем рекоа ја Муса. Лен ну'мина лека хатта нара Аллаха џахрата. Нема да веруваме во тебе се дека не го видиме Аллах директно. Не го видиме директно. Фа ахадаткум саикату. И ги зеде се кајса, гром Аллах ги уби сиве, 70. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum. И после ние ве прожививме. Ги уби Аллах Желешану и ги проживи после повторно. Ги проживи. Пак не сакаја. Уште неподносни. После ова, Муса алейхи салам го зеде негов народ и да оде во Бејтул Мактис, во Мешид Акса, ветената земја. Наближа е до Мешид Акса. Аллах Желешану му објави на Муса алейхи салам, ја Муса во внатра, во овај град, има луѓе што се зли, лоши. Треба да ги правите китал, да ги убивате на ними, да влезете и да правите джихад со ними.
Кога му кажа Муса алейхи селам на негов народ, му рекла, не, рече, ние ќе семе овде, одај ти и твојот Господ, бите се со нив. Кога ќе завршите, ќе дојде. И Муса алейхи селам тога рече, Аллах, ти биди ми сведок дека више нема што да му правам на овие. Ти направи преграда меѓу мене и меѓу нив. Немам ништо со нив. Аллах Желешану 40 години после ова, направи да вртат во круг. Мешди Лакса или Бейтул Магдис, овој ветен град, да го гледат, не може да стигне до него. Еден ривајат се вели, врте во круг и секогаш во исто место се враќа. Други ривајат вели, оде кон него од сабајле до вечера и повторно сабајле ќе се најде во истото место каде тамале. 40 години дека умрува цело поколение. Аллах Желешану во ова место му пушти менна ва салва, јадење од џеннет, препелици, мана и препелица. Секој ден да јаде. И му рече шарт да јајте да пиете и да не скриете ништо. Јајте, утре пак ќе има, вечер пак ќе има. И крие јаде. Побараја Муса алейхи селам после извесен период, како иде аетот, кромит, краставички, тиквички, го сакај да го замене тоа џеннетско јадење со ова, кромит, лук, краставици, тикви, Вели, Аллах Желешану го опишви тоа нешто и вели Етестебдилуне аллади хуа енна биллади хуа хајр. И сакате да го замените она што е ниско, што е долу, со она што е хајр за вас, што е многу добро, Повараја вода, Немаше вода. Повараја вода. Муса алейхи селам удри со стапот во еден камен и излезе 12 извори од него. И те е опишано. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا. И кога му побара Муса алейхи селам вода од Аллах Желешану, Аллах Желешану му рече удри со камен, со асата, со дрвото во камен. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا. И од него излегле 12 извори. За секој еден од ними, секој едно кабиле е извор свој. И кога каде оде, го земе каменот со себе, прекинуваше да тече, кога го ставаја во земја, повторно течеше вода. Дојде време, Харун алейхи селам се пресели. Не останаа рамнодушни на ова. Му рекле на Муса алейхи селам, ти го уби на Харун. Едно од тухмината што му направија. После извесен период се случи таа киса со кравата. Имаше еден јетим, го зеде во грижа негов хаџо. Порасти голем, го жена со негова черка. Овај аџо имаше големо богатство. Овај сакаше да го убие, да му го земат богатство и го уби, за да му го земат богатство и го фарли негово тело во комши. Кога се разбудија сабајле, кој го уби ове комши? Тие негираја дека го убие и реквеше ајме ке Муса алейхи селам. Дојде ке Муса алейхи селам. Ја Муса побара твој господар да ни каже кој го уби на човекот. Кога Аллах Желешану му рече на Муса алейхи селам, речи му на ними нека заколет крава. И кога вели Муса алейхи селам, Аллах го опишува тоа во Куран, и кога Муса алейхи селам му рече заколете крава, ти рекла ти се играш со нас? Види. Рече како да се играм со вас? Аллах Желешану нареди. Добро, ако нареди Аллах каква крава е да видите? Каква боја да видите? Дали да би стара, дали да би млада, дали да би ваква, дали да би таква. Издолжи ова во цело бено Израил, само една крава имаше таква. Само една крава имаше таква. И таа крава има киса сама по себе. Еден човек имаше само таа крава, негова жена и еден син. Друго ништо немаше. Кога се пресели, остана само ова крава во наследство за мајка и за син. Дојде време синов да се жени, помара од мајка да ја продаде кравама за да се жени. Таму рече, не, ова е само еден спомен од твој татко, немој да ја продаваш. Добро. Кога дојде време бено Израил, Аллах Желешану опиша ова крава само. Оваква една крава беше. Побара од него да му ја купете ова крава. Рече да ја праша моја мајка. Дојде ке мајка му рече, ако ти дед, колку што тежи таа, толку злато тога нека ја земе. И ја платија колку што тежеше кравата, тежина толку злато ја платија кравата. А може вели улема, прва крава која било да заколет, иначе Аллах Желешану рече да заколете крава, земај дел, ја Муса од месото и удри го мртвиот, Аллах ќе го оживи на
него. И така направи, закле кравава, го удрија со парче месо, стана и кажа, рече, ова е муџрим, кој го ранев, кој го женав со моја черка, ме уби за да му го земат моје богатство, повторно се преселија. Бено Израел, муџрим. Муса алейхиселам се сретна со Хидар алейхиселам. Држеше худба еден ден, зборуваше во Теврат. Тие од шерија што имаше во Теврат, зборуваше. И му рече еден од Бено Израел, Муса, кој не учен во туѓа? Рече ја. Не знаеше за други пегамбер, не знаеше за некој. Само Муса алейхиселам зборуваше со Аллах Джелешану. Аллах Джелешану во овој момент му објави дека имате еден наш роб што знае поише од тебе. Таа киса, исто друга киса, се сретна со Хидар алейхиселам. Се вели дали бил пегамбер, дали не бил пегамбер, дали бил од Салихин. Друга киса се сретна светеја и кога се врати со него во негов пат Јушуа. Ова беше тоа дете што е спомнато во Куран, што одеше со Муса алейхиселам. Јушуа ибн Нун, така се викаше. Кога се врати назад, пак народот негов покуфарен. Голем дел. Кој ги заблуди овој пат? Карун. Аллах Джелешану што зборува во Куран, Карун. Негово богатство вика Аллах Джелешану, клучовите од неговите ризници не може многу луѓе јаки да ги носат, многу богат. Овој спрема едно изненадување за Муса алейхиселам. Потплати една багија. Една занија. Потплати и рече кога ќе дојде Муса алейхиселам, направи тој голема приредба за чекање на Муса алейхиселам. Со цел да го устрами на Муса алейхиселам, да го оцарни. И рече на неа, кога ќе дојде Муса, кога ќе седне овде, ти ќе станеш и ќе кажеш дека тој направи зина со тебе и дека се роди дете од тоа зина. Ќе дам големо богатство. Кога дојде Муса алейхиселам во овој ден, дојде Муса алейхиселам, рече тој стани ти, што имаш да кажеш? Кога стана таа го виде на Муса алейхиселам и рече, ја Муса, овој рече Карун, ме потплати мене и ми рече да решам за тебе вака и вака и вака, ти си чисто тој и немаш ништо. Муса алейхиселам многу се налути. Ги крена раце и рече, ја Раб. Аллах Джелешану рече, му врати одма. Ја Муса, дадовме наредба на земја да работат по твоја наредба како што работаше вода кога ја удри. Рече, ја Аллах, направи овој да тони секој ден по една педа или по еден степен до кијаме, во земја. И почна Карун со негово богатство, така опишано во Куран, да тони во земја. Цела негова палата и богатство што имаше со си него втона во земја. И заврши ова нешто. После ова нешто, негов брат се пресели, остана Муса алейхиселам насекира многу. Некој муфесири веле како да ја посакваше смртта више. Халас. Немаше што да прави више со овој народ. Се оддалече еден ден да прави ибадет. Еден ривајат, слаб ривајат. Виде некој во форма, билен мелај во форма на луѓе, како копет еден гроб. Дошол до нив и му рекол, што правите, копаме гроб. Рекол, каде џеназе? Не е овдека, рекол, ама како тебе е џеназата. Муса алейхиселам рекол, па добро, рекол. Ево јас сум това, ако е колку мене, направите го спрема моја мера. Сега, ова застана. Почви ривајат во Бухари и во Муслим. Многу од некој зиндик и занадик, некој муџримин, некој бидарчи, веле дека овој хадис има дај во него. Овој хадис во Бухари и во Муслим рече. Од нивно не знаење велете дека е дај. Овој хадис е во Бухари и во Муслим. Дошол Мелекул Меут во негова куќа, во негово место. Му рекол, предаја душата, халас. Муса алейхиселам земал камен, го удрил и му го извадил око на Мелекул Меут. Вака ова Бухари и Муслим рече. Многу можете да го најдете негдека дека не е сахи, дека не е ова, али ова е сахи предање. Мелекул Меут се вратил кај Аллах Джелешану, му кажал што се десило, Аллах Джелешану му вратил око и му рекол, одај кажи му на мојот роб, нека ја стави негова рака на тој thawr, бик, имал еден бик во моментот тука, и колку влакна ќе помини со негова рака, толку години ќе живе. Кога дошол Мелекул Меут, му рекол вака и вака, рекол, а после ова, повторно смрт. Рекол, сега сум спреман. Че после ова смрт, сега сум спреман. Се вели, после вели пегамбер се продолжи во овој хадис веродостојно.
Rekao, go znam kada je grobo na Musa a.s. vo Bejtul Maktis, blizu do Mešđid al-Aksa, blizu do Palestina, pokraj jedan pad vo filan i filan mesto. Znam kada je zakopa. Se veli тяни дека негово дженазе ниједен од Бену Израел не присуствувал. Не го знае када умре. И вели се тяни после ова значи довде е Сахиово предание. После се вели легнал во овој гробов, што го копале, ени за него, рекол сега земам ја душата. И вака Муса а.с. се преселил до ова дојде. Иншаллах Джелешану да дајте разбирање од овој неколку киси, од овој неколку слушки на овој Улул Азм, на овој пекамбер. Иншаллах Джелешану да направи да видиме во близина на енбија, на шухада, на салихин во суден ден. Субханак Аллахума бихамдик, нешхаду ан ла илаха илла анта, настагфирука ва натубу илейк.